Добро вечер на сите. Добри ли сте? Дефинитивно треба да се трудиме максимално да го направиме амбиент на севкупен живот и живеачка за сите, а најповеќе за младите да биде привлечен, прикладен и секако конечна тенденција на сите како цел која што секоја држава се труди, така и нашата земја. Централната власт донесе огромни мерки. Процентите на невработеност на младите паднаа драстично од 48,5%, сега е 35% невработеност на младите. Вкупната невработеност од 25% падна на 17%, тоа само по себе кажува колку се вработени. Прв пат нашата земја има закон за млади. Самиот закон за млади има тешка дебата, има големи обструкции, има големи пречки, но е донесен. Веќе категоријата млади е влезена и озаконета, која што дефинитивно ќе даде уште поголем импулс на решавање на проблеми на младите, не само за работни места, туку и од областта на културата, и од областта на социјалниот живот, од областта на севкупната економија, од областта на здравството и така натаму и така натаму. Дефинитивно младинските политики кои што се повеќе ги развиваме, со активно учество на младите во сите институции, почнувајќи од локално ниво, на централно ниво, дава дефинитивно голема можност да младите бидат гласен фактор и бидат вградени насекаде во општеството. Благодарение на Социјалдемократскиот сојуз и честа која што ми ја нудела да ја водам таа партија, да бидам председател на влада, успеаваме да ги решиме историските прашања на нашата земја. Денеска имаме признание на нација македонски народ, што зборува македонски јазик. Никој не го спорува, упишане во идентитетот и личната карта на Обединетите нации. Сме пријатели со сите, сме членка на НАТО, формалноста ќе ја завршиме во следните 40 на дена, но сме членка на НАТО, а верувам дека многу скоро ќе почнеме преговори со Европската унија. Сето тоа носи економски благодет, се дига економскиот стандард на луѓето, па имаме пари за плати, за пенсии, за се. И повеќе, се повеќе работни места отворени во државата. Тоа на крајот на денот значи квалитет на живот, кој што го носиме овде во државата.